Утринска на тема продолжува онако што го најавивме, детскиот мюзикал Аладин и волшебната ламба. Имаме волшебната ламба тука, дали е волшебна, дали можеме да си замислиме желба што ќе ни се оствари, ќе видиме, но како и да е одлична можност и повод да најавиме за нели фестивалот на детски мюзикли кој што ќе се одржува во Скопје на почетокот на месец јуни, подетално ќе ни кажат нашите гости и за подготовките на настапот на овој мюзикал за деца и млади Аладин и волшебната ламба. Во нашето студио заедно со нас ни пристигнуваат, само момент да не се помешам со имињата, Наташа Јанкова која што е хорски диригент и продуцент на мюзиклот, потоа го имаме Радо Алексовски кој што е дел од актерската игра и режија и Калина Александар, една од кореографките. Веќе да речеме искусни млади личности кои што и биле наши гости, па добро е и одлична можност да позборуваме малку за мюзиклот. Ке се потсетат нашите гледачи, можеби оние кои што се редовни, дека имавме во минатата сезона едно гостување, зборувавме за подготовките. Да, за аудицијата беше. Така. А сега веќе сме до крајниот момент. И да видиме како и се одвиваат работите непосредно пред почетокот на фестивалот. Добро ни дојдовте. Добро најдовме. Еве, Наташа, може да стартуваме со тебе. Ние пред малку зборувавме за младите во светот на роботиката и вештачката интелигенција, но факт е дека младите се успешни доколку сакаат и се мотивираат и во сосема други полиња, иако пред малку ми откривте дека сте имале некаква поврзаност со роботиката, ќе ни го споделите тоа во следниве минути. Веќе сме во крајната фаза, како се одвиваат подготовките за, претпоставувам, премиерата ќе биде на овој мюзикал, кој што кај нас, тоа зборувавме и во вашето претходно дружење тука, дека е реткост, за жал. Да. Ние веќе 8 години се трудиме да ги донесеме сите бродвејски мюзикли, мислам, најпопуларните бродвејски мюзикли тука во Македонија, преведени и препеани на македонски јазик. А како што спомнавте, младите тие најубаво функционираат во она обкружување каде што се чувствуваат најкомотни, каде што нивниот талент е препознаен, така да веќе 6 месеци се подготвуваме со деца од 8 до 18 годишна возраст за премиерата на мюзиклот Аладин и волшебната лампа, кој ќе се случи на фестивалот за детски мюзикли кој е во организација на Детскиот културен центар Карпоша, поддржан од град Скопје. Кога ќе биде фестивалот? 3 фестивалски денови има на 3, 4 и 5 јуни. Првите 2 дена се Аладин и волшебната лампа, а третиот ден е Убавицата и зверот на англиски јазик. Одлично. Калина во улога на кореограф, Радо во улога на актер, така? Да, актерска игра и режија, да. И режија, добро. Колкава е екипата која што ќе има можност, односно која што имаше можност да работи на овој мюзикал и како за вас како млади луѓе го доживеавте целиот овој процес, затоа што не често може нели да се работи на мюзикал кај нас. Точно така. Па ние сме многу голема група на луѓе на кои што и позадински работиме, но и учествуваме во мюзиклите. Секогаш е интересно кога се работи со најпрво твоите пријатели, бидејќи како и сите други таму јас започнав како дел од нели групата од глумците, танчерите. И од годинава, мислам дека официјално јас и уште 2 девојчиња сме имаме улога на кореографи, тоа се Јована Спирковска и Тара Джеладин. Ние работиме на кореографиите на песите за Аладин и мислам секогаш супер ни е нас, мислам се разбира кога се прави тоа што се сака. Радо, твојот ангажман оваа година и што очекуваш можеби од премиерите кои што ќе бидат следната недела? Па, очекувам многу. Јас сум веќе 7 години во Бродвеј Junior од самиот старт, така да веќе точно си ја знам работата и точно веќе го имам оној осет со кое дете како треба да се сработи. Така да овој мюзикал очекувам најмногу до сега. Искрено, според мене, сега да не звучи многу претенциозно и многу додека не ја видам генералната проба како ќе биде во вторник, не би коментирал, но мислам дека ова ќе биде еден од најдобрите мюзикли до сега што го имал Бродвеј Junior. Зошто? Прво, од визуелна точка ќе изгледа многу добро, има феноменални костими, музиката е одлична, така да
самата сцена ќе изгледа феноменално. Тоа можам да го кажам. А препевот што го направи Весна Малинова, тоа го потенцирам и за сите мюзикли е врвен. Песните звучат буквално како да се пишувани на македонски јазик. Друго што можам да кажам, на македонски јазик, целосно, да. За актерската игра, што беве конкретно ја работам, јас можам да кажам дека имаме одличен кастинг. Децата се гениални, секој си влезе во својот лик баш онака како што треба. Имавме процес што траеше колку, мислам дека 2 месеца како веќе го работиме, 3 од јануари, со се аудициите, со се работа на ликови, тоа се веќе од јануари фактички, лета времето, така да. А која возраст се децата кои што учествуваат? Па од како му доаѓа главните ликови, да. 18 години има деца, тука е некаде границата. Меѓутоа главните ликови секогаш ги носат тинеџерите, малку повозрастните, бидејќи глумат секако возрастни ликови. Така да, а другите деца се делот од градот Аграба, измислениот град во кој се случува приказната, имаат кореографии, секако пеат во живо и така. Веројатно дека едно од најубавите задоволства да се соработува или да се работи со деца, но исто така и можеби најпредизвикувачки. Веројатно, оние кои што се одбираат на аудицијата по оно кој што вие можете или по тие критериуми кои што ги имате да ги одбирате, но се разбира по тоа работата со нив исто така изискува и труд и време и можеби да се научат дополнително нешто и во однос на кореографија и во се што е составен дел од самиот мюзикл, па може и искуството поминато со тоа и во пробите и по изборот од аудицијата. Истовремено, Наташа, ајде нека бидете во едно прашање. Сметате дека имаше доволно информираност и за пријавување и за начин на пријавување, бидејќи рековме дека за жал немаме многу вакви организации кај нас? Тоа е едно прашање на кое јас барам одговор, каде можам да ја најдам таа популација која нас не треба, дали гледаат телевизија или се на социјалните мрежи. Гледаме ние сите тие да ги опфатиме, имаме и наша Инстаграм страница и Фейсбук страница, гледаме да сме присутни еве како во вашата телевизија, кои секогаш одвојувате време за да промовирате вакви проекти. Меѓутоа, овој пат имавме, мислам, доста добар одзив. Имаме преку 50 членови 50 деца кои ќе учествуваат во овој мюзикл. Работата со нив е предизвикувачка, меѓутоа нормално бара трпение, бара многу труд, многу работа, меѓутоа кога го гледате резултатот како едно дете се менува, буквално од моментот кога ќе стапне во студиото до првата сезона, поготово под после 2-3 сезони, едноставно представува огромно задоволство да ги гледате како децата растат во секој поглед. Стекнуваат самодоверба, учат како да настапуваат пред публика, да ја разбијат тремата, едноставно учат нови вештини и моје најголемо задоволство е кога веќе после втората, третата представа, мислам дека ние воопшто не им требаме ни бекстејдж, можеме комотно да седнеме со рамо, да седнеме во публика и да ги гледаме, се знаат каде бекстејџот, реквизитите, кој треба да влезе, кој треба да изнесе некој реквизит, едноставно во тоа е убавината, ги гледате како децата се осамостојуваат и растат. Радо, ќе има 2 премиери или 2 изводи, колку што разбрав, на мюзиклот во рамки на фестивалот. Но кога веќе се вложува толку многу труд и се прават вакви огромни проекти, предпоставувам дека децата се и гладни, а и вие да бидат многу повеќе изведувани. Дали освен фестивалот ќе има наредниот период можност и други луѓе нели да го доживеат мюзиклот ако не успеат да дојдат на овој фестивал за детски мюзикли? Ќе има. Ете, Наташа повеќе упатена со тоа. За опера и балет, да кажеме, да. Имаме преговори со Националната опера и балет. Веќе имаме, нашето здружение има направено меморандум за соработка и очекуваме од септември до декември да се случат неколку тоа би било баш бидејќи е една од најубавите сцени што ги имаме во државата и тоа е и за нас како здружение еден голем успех да направиме соработка, така да искрено се надеваме дека помеѓу 6 и 8 представи уште очекуваме до крајот на оваа година да се случат. Да, би било жалосно да не се игра овој мюзикл. Да, многу труд, ова се навистина и скапи за продукција проекти.
кои за жал не се поддржани од институции. Ние тоа го работиме од многу љубов и наш ентузијазам. Така да поединци се нафаќаат да ни помогнат во некои сегменти, така да убаво би било ова што е толку многу вложено како труд да го видат што повеќе деца и во градов и во другите градови. Како не? Ако гледаме или ако размислувате подолгорочно, дали има некои планови идни, нешто што би било како повторна иницијатива да имаме или нов мюзикал или нешто што цел процес вака како што го поминавте повторно да следи на некоја нова тема? Да, апсолутно. Мислам, ние така функционираме. За 8 години имаме продуцирано 7 различни мюзикли на македонски јазик и 2 пати го повторивме ени, што значи дека ние секоја година подготвуваме нешто ново. Сметам дека Аладин е поставен сега и од септември само ќе го играме како представа, а веќе во меѓувреме почнуваме со нов проект, со нов мюзикал. Не сме уште договорени, не сме разговарале. Сигурно имаат сите некои желби и идеи. Мислам дека и децата веќе сами даваат идеи за некој мюзикал кој би сакале да го играат. Така да од нас секоја година може да очекувате нешто ново. И во однос на фестивалот, бидејќи сме, освен јас и уште една колешка во Хрватска што работи ваков тип на проекти, имаме огромна желба да ги донесеме и нив тука, да направиме работилници, да научиме нешто други и тие да научат нешто од нас, значи да траат овие фестивалски денови повеќе, да има повеќе содржини. Меѓутоа знаеме дека за сето тоа треба средства и очекуваме дека ќе се случи тоа растење на тој мюзикал. И тоа треба да биде во приоритетите. Да. А не нешто што е второ или трето степено. Јас само уште за Калина би прашала вака некако потивкање денес за кореографијата и за тоа треба инспирација. Формирањето на чекорите или самата кореографија треба да одговара нормално на темата или она кое што е во случајот на Аладин и волшебната ламба, но истовремено и пристапот кон сите оние кои што нели треба да ги се млади, треба да ги научат чекорите, да ги запаметат и безпрекорно потоа на крај да ги одиграат. Како се снајде во сето тоа и што за тебе беше можеби онака поголем предизвик во сето тоа? Мислам, се разбира, се учи. Јас претходно имам танцувано латино и стандардни танци 11 години, мислам дека. И плюс кога почнав на мюзиклот, исто бев дел од танчерите кои што играа во кореографиите. И па со тек на време, мислам дека од пред 2 години почнав да имам некои идеи за некои кореографии. Мислам дека најпрвата кореографија која направив беше Под морето за мюзикот Малата сирена. Каде што имаше главна улога, попали се. Добро. И од после тоа некако, мислам, кажав дека и многу голем плюс е тоа дека се дружам со сите таму. Јас во исто време со повеќето имам и почнато да одам на мюзиклот, но сепак кога се работи со помалите, знае да е малце предизвик и треба да се разбира по лесни чекори за помалите, може за некои кои што се поискусни со танцот, треба потешки чекори, тоа се прилагодено на возраста и на искуството. И со тек на време, мислам, се учи, се разбира. Првата кореографија која направив ми беше тешка, бидејќи не знаев дали, не знам, некој чекор е добар, дали е тежок, дали е лесен. Сега искуството прави своето. Така е. И така се станува се полесно и се разбира поубаво и поубаво. Да, одлично. Еве додека зборувавме, ги имавме и дел од инсерциите што ни ги пративте, како изгледа пробите, како сето тоа би требало да биде синхронизирано и веројатно ќе биде на вашиот настап на детскиот мюзикал Аладин и волшебната ламба, односно на самиот фестивал на детски мюзикли во Скопје, 3, 4, 5 рековме, така? Така, да ги поканиме. Кои денови, во колку часот и која е локацијата? Во МКЦ Кино Фрусина, првата изведба е на 3 во 18 часот.
Втората е на 4 јуни во 19, се извинувам, и последната исто така во 19 часот убавицата изверот на англиски јазик. Одлично. Убава можност сите оние кои што ги заинтересиравме да дојдат и да уживаат во детските мюзикли кои што верувам се подеднако фасцинантни како за децата и кои што учествуваат и оние кои што ќе бидат во публика, но и за возрастните. Ви благодариме. Продолжите и понатака со оваа работа. Ние ја даваме поддршката медиумска секогаш за овие проекти. Благодариме. Благодарам.